Култниот дом на млади во Штип тоне во декаденција и неморал, тврди локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. За нив спорни се графитите кои се нацртени на зидовите, а кои, како што тврдат, промовираат неетички вредности. Директорот ја обои фасадата на објектот во црна боја и ја исцрта со графити. При тоа, не водејќи сметка дека пред неколку години истиот тој објект беше финансиран со средства од швајцарската амбасада. Оваа негрижа на истиот се манифестира во страв кај најмладите посетители, кои овде треба да се едуцираат и неверување кај родителите кои своите деца неколку пати во неделата ги доверуваат на оваа културна институција која треба да ги развива нивната култура и позитивното однесување. Поради ова од ВМРО прашуваат: врз основа на која програма, акт или врз основа на кој друг документ е направена промената на фасадата? Која институција има издадено одобрение за скрвневење на местото кое предизвикува носталгични спомени од младоста кај возрастните? Дали и како е направена селекција на уметниците и уметничкото решение за промена на фасадата? И за крај, кој педагог одлучи дека со цртежите кои предизвикуваат страв и ужас се влијае позитивно врз детскиот раст и развој? Го заживуваме духот на младите и даваме простор за нивната креативност, возврати директорот Трајков. Сведоци сме дека домот на млади имаше претходно мурално уредување. Овие мурали беа уништени од страна на назначената директорка, која што со нејзината нова фасада ги уништи овие мурали. Она што се трудиме да го врнеме назад е муралното уредување на домот и секако да го заживееме духот на младите. Како е тоа направено? Тоа е направено по програмата за работа за 2018 на домот на млади и е остварена преку кампот за таленти кој го црта млади уметници, надежни таленти кои се на возраст од 14 години до 22. До сега домот на млади има реализирано околу 40 настани, а со дел од нив имаат настапувано и надвор од границите на државата.